Семејството Ангелови од село Чифлик е едно од 20 семејства кои претрпеа најголеми штети за време на поплавите во март годинава. Последиците од надојдените води секој ден се повеќе видливи. Куќата ни е целата влага и уш попушта. И џидовето ни се ронат, пука куќата, гаражите ни испука, доле подо ни е пропаднат, вратите ни се искривени, не ни се затварат. На полошо е, ронат се џидовето, се повише се ронат, паѓат и надоле пропаѓа се подо. Освен во куќите, поплавите последици оставија и на земјоделските површини. Жито дека било ниско и таму не е дефект. Не може да даде 500 кило или 600 од декар, ќе даде 200 кило. Това това не може да е 100%. Во слична ситуација се над 250 жители од источниот регион. Општина Штип, поднесе елаборат за штети по поднесени 159 пријави од граѓани, физички лица и правни субјекти. Штетите најповеќе се однесуваат на поплавени посеви, земјоделски површини, односно поплавени имоти на домакинства до оштетенијето на река Лакавица и срушени потпорни ѕидови на територијата на општина Штип. Оштетени се мостови и земјини патишта за пристап до земјоделските површини. Оштетени се исто така и локални патишта и банкини, а по доставените пријави за штети на земјоделски површини офатени се околу 30 хектари. За да застанат на нозе по поплавите, државата на земјоделците од истокот треба да им исплати над 1 милион евра одштета. Исплата на штетите на оние кои што се оштетени во поплавите да може да добијат максимум до 100% од проценетата загуба што има претрапено. Парите од државата се единствениот начин за дел од штетите да се санираат. Чекаме на тие пари. Ние сме и со 5-6 декара земја сме со уризи, повеќе немаме, од друго ни сме социјално осигурени, ни земјоделско осигурени. Ништо немаме, ни пенсиско, ништо нема. Инаку денес се изгласани измените во Законот за земјоделство и рурален развој, со што се овозможува зголемување на одштетата од досегашните 15 на 100%.